Добро, здраво, живо од мене македонци, добре дојдовте, фала ви што одвоивте време. Ја ви сакам да ги поздравам овие луѓе тука, тимот што ќе победи во изборна единица 2, Бране на трето место, Иван тука е со нас одамна, кити сите вие што тихо се разбира, сите вие што помагате. Јас знам дека треба да изработиме за да победиме, инаку може да се надеваме на победа, но ако не разговараме со граѓаните, не ако не ги убедиме, тоа ќе биде подалеку од нас. Затоа ајде да победиме. Знам дека е тешко во Куманово, знам. Но секоја победа се победува ако сакате во срцето да победите. Јас сакам да победиме во Куманово, зашто навистина треба еднашка да се смени ова тука што се случува. Као што каже Иван, 3 години, не се 3 години, овде многу повеќе години вие го чувствувате. Така, убаво кажавте. Што се чувствува во Куманово, јас сеќавам пред некоја година бев тука на ова игралиште кога се отвараше. Се сеќавам на добри проекти кои се отвара во Куманово, владата на ВМРО-ДПМН. Но ајде да направиме сите заедно повторно да се врати ВМРО-ДПМН за да има проекти, за да има подобар живот и кумановци не си заминат од Куманово да идат да живеат во други градови, во други земји и држави. Бидејќи натако ви работат. Секој граѓанин е се повеќе разочаран, бидејќи оваа држава цвета криминал и корупција, цветаат рекети, цветаат торби Луи Витон и слично. Доста е, луѓе, доста е. Дај да го пренесеме ова на сите граѓани, да им кажеме да ни помогнат во ова ние што го работиме и утре да одговара секој еден што прави криминал. И внимателно слушајте, да одговари оној од ВМРО и од СДСМ и од ДУИ. Сите до еден да одговарат. Имам убава програма над 1000 проекти. Јас сакам да ги поминеме сите населени места, сакам да се запознам и со сите проблеми што ги има Куманово, за утре ние заеднички ги браниме и во собрание, но и во новата влада. Да направиме навистина едно модерно Куманово, бидејќи Куманово е запоставено иако го има со децении под нивна контрола. Куманово заслужува многу повеќе, еден од најголемите градови, ако јас би кажал и втор најголем град во Македонија. Заслужува многу повеќе. Заслужува капитални проекти, заслужува поголема плата, заслужуваат овие граѓани да останат тука и да си го сакаат Куманово. Ние тоа го можеме, ние тоа го ветуваме и ќе го направиме. Тешко ќе биде, знам дека ќе биде тешко. Ја вчера на една дебата ги прашував што направиле СДСМ. Не знаат да ми одговорат. Едноставно не лажат сите вака во лице дека нешто е направено. Ги прашав кај се тие 230 км, бе едно време 500 па 600, сега станаа 230 изградени. Не знаат да ми одговорат, зашто не постојат луѓе. Еве следниот пат од старт им кажувам нека ми го гледат ова излагање, ќе ги прашам до кај е клиничкиот центар. И тоа нека ми одговорат. Бидејќи за тоа вела дека готово, по припреми е слично. Да ги набројувам другите проекти. Вела дека 95% од програмата им е завршен. Вака си поигруваат со нашата интелигенција. И не треба за никој не смее тоа да го одобри вовеќе. Затоа ви благодарам на сите што дојдете во време на пандемија, благодарам што држите растојание. Јас знам дека е тешко, треба овие среди да ги правиме со што помалку луѓе, но јас кажувам и на телевизија не можам на никого да забранам да дојде да го слуша ВМРО-ДПМН и да си ја сака Македонија. Затоа луѓе, ова што го правите, што одвојувате барем една минута од вашето време да дојдете тука, од срце ви благодарам, да сте ми живи и здрави и да победиме!